56% од граѓаните на Северна Македонија според најновата анкета на Меѓународниот републикански институт мислат дека земјата се движи во погрешна насока, што е подобрување во однос на истражувањето од октомври минатата година, кога тој процент бил 58%. Анкетата на Ирис, проведена од април до мај врз примерок од 1204 испитаници, покажува дека главен проблем за граѓаните се сиромаштијата и нискиот животен стандард. 25% одговориле така. Потоа следат високите цени со 24%, па економската ситуација за која 23% од испитаниците рекле дека е сериозен проблем. Петта на листата е невработеноста со 18%. Потоа, како најголеми проблеми следат корупцијата, криминалот, општата политичка ситуација. 58% од испитаниците ситуацијата во своето домаќинство ја објаснуваат како лоша. 64% одговориле дека месечните примања не им се доволни за покривање на основните трошоци. 55% од граѓаните одговориле дека квалитетот на животот им е добар, а 45% го кажале спротивното. 48% сметаат дека во наредните 2 години ситуацијата во земјата ќе се влоши. Лани во октомври тој процент бил 56%. 78% од испитаниците сметаат дека актуелните владини представници не работат во согласно со законите. Нешто подобро стои опозицијата. 69% од граѓаните не мислат дека и тие би го почитувале законот ако бидат избрани за одредена функција. Најдобар министер според истражувањето е Оливер Спасовски, потоа следи премиерот Ковачевски, па Бујар Османи, па Артан Груби. Груби е на врвот на листата кога граѓаните се прашани кој министер не работи како што треба. Кога станува збор за политичарите, претседателот Пендаровски ужива најпозитивно мислење кај граѓаните. Така се произнеле 38% од испитаниците. Втор на големо изненадување Никола Груевски, па потоа следи актуелниот претседател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, па премиерот Димитар Ковачевски, кому му се доближува лидерот на Левица Пасиев. За Зоран Заев позитивен став има 20% од испитаниците, а за Али Ахмети 16%. На прашањето ако наредната недела се одржат изборите за која партија би гласале, 19% одговориле за опозицијската ВМРО ДПМН, 11% за владеачкиот СДСМ, 8% за ДУИ, 5% за Алијанса за албанците, 4% за БЕСА, 4% за Левица. 79% од граѓаните кои учествувале во анкетата се за членство во Европската Унија, што е подобрување од лани кога позитивно се изјасниле 73%. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.